Нух алейхиселам, тоа што ние го познаваме како дедо Ное. Нух алейхиселам, исто така во времето на потопот, која била локална катастрофа според Куранот, во местото Етиопија, потопени се 4 града, Киш, Ур, Урупак и Шур. Нух алейхиселам на овој ден со својот брод застанал на сувокопно, во знак на благодарност, овој ден го испостил, на овој ден заклал курбан и на овој ден што имал? Тоа во кашиста манџа направил и на крај од шекерната репка манџата излегла сладка. И манџата ја нарекле ашуре. И денес традиција е кај сите верници да се готви сладка кашеста чорба, наречена ашуре, која е по традиција на Нух алейхиселам. Во целиот свет ова вака се празнува, се дели на сиромавите и меѓу верниците. Според народните традиции, така? дел од дервишите, суфиите, го слават на еден поинаков начин. Шиитите ја имаат таа пракса и тоа не е за ашуре, туку случајност што се потрефи погубувањето на внуците на Мухамед алейхиселам, имам Хусеин, во местото наречено поднебието Кербела. Ден на жалоста, 10 дена ги прогласуваат ден на жалост и тие се носат во црно, не се бањат, тоа го нарекуваат со еден збор маатем, жалост, ожалостени, јадат плодови што растат од земја, не пијат чиста вода, со цел да доживеат емпатија како што доживеал внукот на пророкот Мухамед алейхиселам, имам Хусеин. Но во границите на Ехли Сунет вел џемаат, нашите поднебија и нашето учење и во суфизмот, тоа е надвор од нашата пракса, тоа е пракса на шиитите кои се фракција во исламот и кои се одделиле од ортодоксното учење на Куранот. Имаме сега научен пристап и народен пристап. Доколку наредниот пристап го земеме во предвид, тука има веќе многу проблеми кои не се од научен аспект и секогаш тоа со резерва треба да се анализира, да се истражува и да се увиди колку е веродостојно и вистинито тоа и колку тоа има темели во Куранот и Суннетот на нашиот пророк Мухамед алейхиселату веселам. Значи, велите дека бодењето, самото оштетување на своето тело, тоа е вон границите на исламот. Тоа исламот никако не го поддржува и не е од исламот. Вашето теќе тоа не го одобрува? Не, никако. Значи, ниеден дервиш кој ја изучува својата дервишка школа, ниеден суфија кој го изучува тесавов, вакво нешто нема, ниту во книгите, ниту во литературата, ниту во учењето, ниту во себе воспитувањето. Значи, тоа се работи кои однадвор навлегле во исламот и се дискутабилни. Не дека не може да постои нешто такво во знак на чудотворие, но таа пракса во исламот нема место. Необразованието си го прави своето. И општеството пати од непознавањето на верата и прописите на Куран и Керим. Препорачувам да се придржуваме на првиот ајет и првата наредба на Севишниот Аллах Желешано во Куранот, Икра би исми раббике леди халак. Учите, читајте, студирајте и проучувајте во името на Аллах Желешано. Ете тогаш вистината ќе се најде.